Здраво, ова е 42-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Еуфорија на Лиса Лангсет, во кој станува збор за две сестри кои, иако се наоѓаат во конфликтна ситуација, патуваат заедно низ Европа, пристигнувајќи во една мистериозна локација. Доколку продолжам да го елаборирам синопсисот, ќе го осиромашам гледачкото искуство со тоа што ќе ги предадам тајните на филмот, кои без тоа се малку на број. Можам само суптилно да наговестам во текот на анализата. Насловот на филмот доаѓа од поема на Гунар Екелов. Помеѓу сестрите постои високо подигната густа шума на недоречености, вкоренети обвинувања, непреболени губитоци, пропуштени шанси, премолчана завист, семејна трагедија во формативните години, пирова огорченост и море на отуѓување. Нивните животни патила се имаат разединето и нивното наменско обединување ќе ги разбуди сите притаени емоции на површина. Во овој филмски танц на интровертност и екстровертност забележуваме ликови кои потребно е да замижат и престанат да гледаат со собствените очи и да погледнат низ другите, за да ги согледаат животните планини кои морале да ги искачат, односно да зачекорат со туѓите стапалки за да ги согледаат и разберат туѓите намери. Само свесни за дисфункционалноста, сестрите ја подхрануваат неврозата со неизлечени јадови, наместо да ја возобнуваат поддршката и довербата. Сепак, додека едната ја истражувала убавината на светот со незините уметнички потфати, другата морала да го носи товарот на фамилијата на незиниот грб, што е едно од клучните нивни препирања. Можам да напоменам дека стратешки се запознаваме во првиот чин од филмот со проблематиката на ликот на Емили, глумена од Ева Грин, во наредниот со механизмите за справување со тегобноста на незината сестра, Инес, глумена од Алисија Викендер, и во финалната разврска теоријата за функционирањето на објектот, односно локацијата во природата која е ставена во пракса. Со филмот раководат женските ликови, а машките се периферни спектатори, чишто животни приказни се склони за детерирање. Заемната релација помеѓу сестрите кои имаат неопростливи планини на гревови го обременуваат филмот со нивното присуство подеднакво толку колку што го збогатуваат. Тие го вдишуваат севкупниот воздух, не оставајќи простор за развивање на некоја друга релација, па споредните ликови се тука колку да бидат офрлени и напоменати во кадрите. Ова го прејудицирам затоа што во филмот дефилираат делумно искористени богаташи, актерските великани Шарлот Ремплинг и Чарлс Денс, како и многу добро познатиот за нас Адриан Лестер, крадецот со меко срце од прашина на Манчески. Од првичната еуфорија до последниот вознемирувачки крупен план, Ева Грин ги демонстрира незините исклучителни актерски способности, а незината спаринг партнерка, новата Лара Крофт, односно андроидот во Екс Махина, глумен од Алисија Викандер, ја следи во чекор, понекогаш реагирајќи бурно, а понекогаш реклузивно, во зависност од емоционалниот набој на ликот, низ кој гледачот се запознава со значењето на локалитетот. Во секој случај, трите дами, Ева, Алисија и Шарлот, стоицистички и непречено ја изведуваат својата глума покрај илјадници мушички комарци и останатите летечки инсекти кои дефилираа во кадрите покрај мочуриштето. Швеѓанката Лиса Лангсет е комплетна авторка на третиот нејзин филм, во која продолжи соработката со Алисија по режираните Пјур и Хотел. Таа знае да го поведе гледачот во интимата на незините ликови, успевајќи да прикаже руини на премолчени светови со помош на камерниот актерски состав. Роб Харди, соработникот на Алекс Гарланд, кинематографот кој го фале во Видеологија за прекрасната фотографија во Annihilation, во овој филм имал на располагање воодушевувачки предел во природата за овековечување, односно природниот рај на германските Алпи во кои сестрите го трошат своето време, кој на моменти ме подсетуваше на одморалиштето во A Cure for Wellness, без бизарниот подтекст кој го задржи. А Алиса Холмквист со незините гудачки оркестрации го воспоставува тонот на филмот, додека тишината говори, растегната од монтажерот Дино Јонсатер, човекот кој знае како да се справи со напластен молк, имајќи предвид дека го сечеше и лепеше скандинавскиот бисер Let the Right One In. Филмот е продукциско деби на продукцијската куќа на Алисија. Ова е медитативен филм,
кој на гледачот треба да му понуди едно профундно душевно вдишување и издишување, непосредно пред изгорувањето на нечија животна свеќа. Неговата намера е да демонстрира порамнување на човекот и неговото обкружување на природата, помирување со неизбежното и станување едно со универзумот во хармонијата со спознанието. Сомнеш во мене се раѓа за успешноста во таа намера, затоа што сметам дека пресимплифицирањето на наративната структура и линеарното збогување со постоењето, без дополнителни отклони и застранување, ќе го стават во длабок сон секој нетрпелив гледач пред таа судбина да ја достигнат самите ликови. Сепак, скандинавскиот филм, како што го знаеме и познаваме, со сета своја студена елеганција и бравура, дозволува овие остварувања да се вбројат под својата капа, посебно кога живеат на филмските фестивали во Торонто, Цирих, Гетеборг, стигнувајќи и до Бусан. Во својата упростена верзија, филмот делува како дело од почетокот на кариерата на Јоргос Лантимос, без неговите очудувачки механизми. Филмот нема потенцијал да биде персона или сайленс, но го овозможува ламентирањето на гледачот и нуди едно исполирано помирување со смртта, евидентно и во неинспиративниот епилог. Ако морам да го евалуирам, тогаш Еуфорија од мене има 3 од 5. Доколку ви се допадна 42-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!